Dobro utro! Zdravo na sите и добре дојдовте во мојот нов влог. Како што гледате, сум на работа. Денес сум прва смена и ви го започнувам влогот вака. Планирав да станам, да се спремам и да ви снимам сесоред, но верувајте, на сабајле толку многу не знам кај се најдувам. Значи, чудно. Иако е зима, денов не е толку многу ладен. Пред 2 дена беше ужас. Премногу студеше и толку сум многу зиморлива, не знам. Дома ми е нон-стоп парното пуштено и мислам дека замрзнувам. Но имам среќа што ми е топло дома. Знам дека некои луѓе и некои станови се жалат дека се ладни, па тоа јас не можам да го кажам за кај мене, само можам да кажам дека јас сум таква, премногу сум зиморлива. Зборуваме на работа, сакаме да кетиме за празниците. Сега разгледував некои работи што сакам да ги порачам, но видов и работи што сакам за мен да ги порачам, иако толку многу декорации имам. Ке размислам. Чекам да ми стигне еден пакет од Asos. Порачав некои работи, повеќето се спортски работи. Чекам да ми стигне еден пакет од Shein. Што имам друго порачано? Тоа е тоа. Јас никаде во Германија не можам кафе да пием освен Макдоналдс. Не знам дали тоа е навика или само ми е убаво, но мислам дека сум навикната, затоа што 5 години со ред го пием ова исто кафе. Обично црно кафе, ставам 2 млека и го пием без шејкер. Јас си дојдов од работа и сега правам манџа. Некоја овето компир не сум го исекла, нема врска. Некоја посна со многу витамини манџа, така ја пишува на рецепта. Тори вода, само малку ќе поклопам и ќе оставам 40 минути сама да се направи. Сум заспала, планирав да снимам други видеа, но нема врска. Малце бев изморена, затоа што бев прва смена. Сега правам раванија, затоа што ми се скршија 4 јајца, па да не ги фрлам, ги направив торта. Еве, готова. Сега ќе ја сечам на коцки. Тортата е сечена, сега ќе ја поторам со шербет.
Отгоре турив кокос и мелени бадеми. Ако турив премногу, нека кажат експертите, не знам. На видеото изгледаше малце, но што знам, турив јас повеќе. Видете? Ова се најдобрите палачинки од мојот зејц. Прекрасна испадна. Преубава. Пикни му в устата си, Лайгано, пикни му. После. Пикни. Ајде, пробај. Лапа и чуки. Ајде. Ова вкусно е, мајба. Вкусно. Бака. Не е точно ова. А овако не е испечена? Ова е препечена. Секогаш мани ми најдува. Денес ми стигнаа неколку пакети. Да ви покажам. Што ми стигна, нема да верувате. Значи... Тарам! Знаете што ќе се прави, нели? Сигурно дека знаете. Јас, кога имам желба за нешто, значи молам. Нема да представа колку време ги чекав. Мислам, не дека тие доцнеја. Јас сонувам Дубај чоколада неколку дена со ред. Конечно. Утре ќе одам да купам кадаив и крем од фастак. Правиме Дубај чоколада. Стигна едни форми за ногти, затоа што еден ног да ми се скрши, немам форма со што да го направам. Потоа ми стигна пакет од Амазон. Ова се омекнувачи. Ови ги користам јас. Не знам дали имам кажано во некој од видеата. Има различни мириси, многу се јаки. Се става само по една мерилка на една машина. И коштаат негде околу 37 евра. Ама се топ. Со клапите за Дубај чоколада и го добив и ова, како кога го рамните вака чоколадото. Знаете на што мислам. Ке видите, ке ви снимам. Овие се првите тренерки што ги порачав. Овие се Asus Design. Ќе ви оставам линкови во дескрипција. Премногу ми се бендисуваат. Имаат премногу. Јас обожавам сиви тренерки, посебно ако имаат капа. Многу се убави. Не знам сега колку кошта, но се ќе ви оставам во дескрипција, можете да видите. За овие 10 од 10 препорака сигурно ќе ги задржам. Овие се, што да ви кажам, хаос. Видете ме. Ова е толку голема. Oversize. И вистина, видете. Јас мислам дека горнава е порачав S, а долните им. Долните се премногу широки. Значи, се чувствувам како врејќа. За овие 0 ќе ги вратам, барем мене не ми чинат, на некој може би ќе му чинат. Следен аутфит. Искрено да бидам, ова ми се допаѓа, само што не сум сигурна дали ова би го задржала, исто ми е некако оверсайз. Така да ви покажам и овие Adidas тренерки. Искрено одлични се за дома. Јас немам навика да се облечам. Секогаш носам или пижами или некој безвезалишта. Можете да видите во влогмасот како тоа јас за дома се облекувам. Па одлучив да се купувам и некои поубави аутфити за дома, како што се тренерки или такви некои слични работи. Овде имам уште 2 работи што нема да ги пробувам. Најпрвен се овие
фармерки, што тука мене воопшто не ме запетелуваат, ама воопшто, а се широки. Не знам по кој број се, сите работи ги оставам во опис. 26 број имам порачано, но сум 36. Не знам што сум мислела. Сигурно ми има изгледан широки, трни фармерки, што искрено се многу чудни. Премногу се кратки и премногу се широки. Ел, колко е широк. Сето до овде е премногу широко. Надолу се тесни и повторно широки. И куси. Мене фармерки куси. Јас сум ниска. Никогаш до сега немам погодено куси фармерки, но ете, за сега прв пат. Овие дефинитивно ги враќам. Имам уште едни чизми. Еве да ги видите чизмите. Обични црни. Се малце како гумени чизми, даваат вајб, но искрено мислам дека беа намалени на 28 евра. Не знам за која марка се работи. Ова е број 36. Made in China. Лани имав Guess. Не знам колку ги платив, 160 така нешто. На пат за Македонија. Јас ги носам чизмите в кола. Се одиме со кола и јас чизмите на секој бензинско облече ги, слече ги. Јас толку бев заспана, што не знам ни како туркав со ногата и ги скинав. Не добив назад пари, иако има некоја сега гаранција. И ги залепив, многу бев нервозна, немав никаде и затоа од сега па натаму секоја зима максимум 30 до 50 евра. Чизми повеќе не давам во никој случај. Затоа што јас многу малце време носам чизми. Тоа е факт. Повеќе сум на патики. Кога сме веќе до патики, порачав од Nike патики, 2 рала, 2 за мене и 1 за Филип. Чекам да ми стигнат, да видам дали двете ги држам или само едни. Треба ми стигне уште еден дуксер од North Face. Исто и неа чекам. Имам уште еден шал, што не ви го покажав во еден Shein haul. Сега ќе ви го покажам. Ова не спаѓа во ASOS haul, но секако снимам да видите, затоа што тоа заборавив. Јас обично не носам шалови, но в последно време многу ми студи, па затоа и перен ми многу бав мирис. Па затоа одлучив да си купам и едно шалче. Тоа е тоа што се однесува до овој влог. Јас се надевам уживавте денес. Доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe, а ние се гледаме во мој следен влогмас. Чао!